Понекогаш историјата не е во архивите. Таа е зад една врата, зад едно звонче. Во овој град, меѓу секојдневните чекори, живеат луѓе што носат животи полни со настани за кои никој никогаш не ги прашал. Менка Колевска е една од нив. Како дете го изгубила видот, како девојче детството, а како жена семејството. Но не и гласот. Ова не е приказна за минатото. Ова е сведоштво што останува и што нема да ве остави рамнодушни. Војната носи страв, војната носи глад, раскарува брат со брат. Таква беше нашата војна. Нешто страшно, страшно нешто што не може никогаш да се заборави. Уште од мали со страв живеевме. Не наслушваа на џамоите. Моравме кебина да ставаме, веленца што викаме, за да зборуваме македонски. Ето. Најпрво, добар ден, баба Менка. Добар ден. Како сте? Арно се осеќам овде. Персонало е фин. Добро ми е. Колку години имате? 89. Не знам точно. Дали сум 80 или 90, точно не знам. Неофицијално сте родени 1936, ама најверојатно сте 37 година. Да. Родени во селото Герман, ако не се лажам. Преспанско. Од таму ви е фамилијата? Од таму ви е мајка ми и татко. Каков беше животот во село Герман? Животот во село Герман беше, да ви кажам, многу убав прво. Кој слави со свадби, кој ќе дојдеше Герман ден празник на селото, по 25 свадби имаше во селото. Свадби 25. Беше околу 3000 жители, околу 500 куќи селото големо, како градче. Тоа е недалеку од македонската граница, преку Баба планина, недалеку од Битола исто на така. граница, синород тука е, во нашето село. На кој јазик се зборуваше во тоа село? Зборувавме македонски. И тоа имаше едно друго село Просвиги. Просвиги. Просвигите тие беа, таму беа порано турци, ги преселија во Бугарија или каде, не знам. И донесува маџири, грци некои. И таму тоа село беше посебно, Шаовци се викаше. И тука одма по селото. А зборувавме ние на македонски јазик. Ама забрането беше да се зборува на македонски јазик. Се школувавме, не земаја во детски градинки ради асимилација од малечки. И не учеа песнички, да цртаме, таму ни даваја храна, се. Оше од 3 години во градинки. Какви песни ве учеа? Какви песни се чуа? Грчки, само грчки. Грчки. Евето, пондикаки, мигнус, строги стопцомаки. Кјан се пјасом јафора, се суковцов тинура. Глупче, не ми го јади лепчето. Ако те фатам, ке ти го скинам опавчето. Такви песнички не учеа. После, ко пораснавме, одма не пуштаја прво оделение, да учиме букваров, да го учевме. Сите букви, јас многу сакав да учам, без разлика каков јазик. Многу. Ке најдев некој книже, ке земев, ке го читам. И ќе научев
четивото на грчки и не го знаев цело напамет. И денес ги знам сите од букваро. И ќе ми речеше учитело, не знаеш да читаш. Ти напамет читаш. И го нашол татко ми. И татко ми му рекол, абе како не знае да чита, вика. Да се чита, дури Фимерида чита, вестник демек. И даскало не му веруваш. И дојде на школу, сече на бела хартија и почне да ми клава на еден вестник. Да види дали вистина читам или напамет читам. И така се увери дека многу учев. Молитва за грчка само јас ја кажував. Мораше, кој ќе се построиме, молитва да читаме. Патир Римон. И денес ја знам и молитвата сите. Такава беше школото. Значи тоа било на некој начин индоктринација, присилно ви наметнувале нешто што не сте го сакали. Ако некој не знае, прачката, вака, по прсти. Ако некој не знае четиво, ке не прозиваше даскало на час, дали сме сите дојдени. Имаше едно девојче се викаше Атенка Мечкарова. И тој даскало ке речеше Аркуда Атина, Мечка Атина, демек. Требаше Аркудопулу да ја рече, тој ке речеше Мечка Атина. И другиот ден јас си била, а та ке речеше Паруса, демек тука сум. Другиот ден јас си велам на таа Атинка, зошто се јавуваш кој ке ти рече Аркуда, Мечка ти вели. И другиот ден не се јави таја, и тој ја просива, таа ќути. Ќути. И му велам јас, зошто ич не ме беше страв мене од грците, ти учев. И мене ми вели, зошто, таа и вели нејзе, зошто не се јавуваш? Ами, Мелпомени, јас крстена Мелпомени сум. Ами Мелпомени ми рече, да не се јавувам, оти не сум Мечка. И мене ми се сврти даскало и ми вели, есената со копцето глосаки, тебе ке ти го сечам јазичето. Ушендаш ако така кажеш. Ами му велам, па така е, не е Мечка, слаба е како коза, а и велите дека е Мечка. Така беше со грчките учители. Лошо. Многу лошо. Така. Дали ја познававте Мирка Гинова? Како не? Ја познава послушано, а не има видено. Мирка Гинова. Како загина, како беше мачена. Спици под прстите. И става ја маче во Цевските планини, тамо ја најдува. Ова Тивко Мишка песната си заспава кај Процевските планини. Така. Кажи Мирке, која прашува се што знаеш, ама Мирка ништо не кажа, херој се покажа. Хероина, најспособна жена учителка. Навистина е така, меѓутоа, колку што сум јас информиран, има доста жени во Народно-ослободителниот фронт, меѓу кои е и Германија Пајкова, која всушност ви е вас братучеда, брачеда. Прва братучеда ми е. Така. Исто за нејзе имам слушнато дека Мундушев, кој исто така бил партизан, има песна Преспа каде се спомнува, всушност е посветена за Германија Пајкова, која исто била партизанка од ДАК. Да. Можеш ли да ни кажеш малку повеќе за Германија Пајкова? Може многу да ви кажа Германија. Сега ја слушам уште. Моите родители, татко и на Германија, и татко ми браќа беа. Стрико ми се опериса од слепоцрево, не можеше во Дуќано да работи. Татко ми остана да работи. А Дуќан имавме ковачки, да ви кажам како фабрика со многу алати. За Преспа се работевме. Се во натура се работеше. Таму правевте и куршуми за партизаните? Ќе ви кажам. И
Многу ми е тешко кога ќе зборам за ова. И немаше татко ми, сам не можеше да работи, а таа беше 16-17 годишно девојче, Германија. А јас бев мала, бев околу 6-7 години тука. И ја зеде татко ми да му помага во дуќано, во работилницата. Железарница беше. Имаше алати, се работеа у земјоделски производи, до печки за печење со фурна. Дори налбати бие. И го научи таа многу брзо занаето. Многу брзо. Арно се, ама немаше кој да ја помага на она мешино што дуе, што се пали, што се топи железото. Добро. И немаше кој. Почна војната. И немаше кој да помага. И мене ме зедоа, ми направи едно како столче големо. Јас да ме качваја на него и со дрвото да мафта. А Германија со железото. По 3 прачки клаваше железо, така. Од танкото. Железо, како што се сега овие. Цевките, само потанко. Ќе клавеше по 3 и уште го чука од звукот. Таке тук. И ке клинци правевме за партизаните, војската. Клинци. Откуваме. Прво правевме по 300. После се наголеми војската. Не можевме толку да работиме. Мене само ке ми викаше дуј. Уште тоа ми се учи во главата. Што значи тоа? Да гори огно, да се затоплуваат поврзу железата. Тоа. И после наголемија на 500 ова клинци. На 500. Таа ја се разбуди од жолтица. И после, кога избегавме ние наваму, кога дојдоа партизаните, доброволци, ги викаја, не сакаја доброволци, туку така грците сакаја да ги нарекуваат. Македонците да се борат, грците полесни работи, да носат храна, да носат ова, да носат она. И заванието на Ленин 49 година, кога ќе го завзема, беа правоводен, него зедоја пропадна битката таму. После отидоа на Лери. На Лерин исто пропадна. Германија беше ранета. Кога ја видеа партизаните дека ранета ја оставија, ја заробија. Ја зедоа во Лерин и ја одсудија на смрт. Така загина Германија. Не икеше. Отимаше Вујко шпион. Вујко на мајка му првбрачет. Алексо Димовски. Шпион беше тој. Држте ја рече за таткој. И така ја во Лерин ја убија. Така ја памтам како сега да ја гледам пред мене. На колку години загинува? На 17 години. 17 годишно девојче. Рековте дека Германија имала жолтица, меѓутоа и вие во вашата рана возраст на 2 или 3 години сте имале сипаници и ве прогласиле за мртва. Може ли повеќе да ни кажеш за тоа? Ами јас готово тие ме облеколе, ме сториле се и мислеа мртва ќе бидам. И тогаш кусогледа станав јас. Се ме носеле за Великден било Ристос кога го вртеле, ме носеле кај срцелото да земам цвеќе за да оздравам. И така сум го живела наводно. Наводно. Така и после кусогледа бев, ама не знаев дека сум била кусогледа. Мислев дека нормално е тоа гледани.
Ако дојдов во домовите ме забележаја дека сум кусогледа. Ама после мажот ми го загина. Јас го изгубив скроз видот. Мажот загинува во 2002 година во сообраќајка. Во сообраќајка. До тогаш имате некаков вид, меѓутоа слаб, така? Слаб вид имав, меѓутоа не ми пречеше за учење. Одлична ученичка бев. Сте помагали и на вашите роднини и вашата фамилија, на братот и на сестрата, ако не Кога се лажам. избегавме, дојдовме во Лубојно, од Лубојно во Треспа. точни вагони во Браилово. Кога дојдовме таму, храна немаше, тогаш ослободена Југославија. После ја помагаа и војната, југословените, тогаш Тито беше со нив. И питавме ние во Браилово, во тие селата, во Долмени, едно турско село мешано имаше тука. Не се сеќавам како се викаше. И таму. И еден ден, јас избегав со една стрина, со стрина ми, со децата нејзини. После во дома и отидов. И кога дојдовме во Браилово, отамо не префрлија во Нова Мездра во Свети Николе. Таму таа беше населба за работници. И таму лепче малце ни даваја, децата беа мали. Сестра ми беше малата 3 години, кога носев преку планина, рацете олкамиски ми се потечеа, а кај никој не одеше, и тогаш немавме чевли, со опинчина бевме. Опинчето ми загина во снегот во февруар месец беше. На ладното. Во снегот ми загина опинчето по чорапче во снегу гасе. И кога дојдовме таму, во Местра, јас во едно село ојдов, Горавинце ми се чини се викаше. Дојдов ке питаме леп, кој нашнети го куќето, кој приберите, кој дајти, кој не. И тамам собравме неколку парчина во торбето, а јас по 3 дена леп не јадев, за да имам за децата. Брат ми беше 9 години, сестра ми беше другата 6, а оваа 3. И јас на Свети Николе, на станицата железничка, пченка имаше една таму во вреќи. Зедов во джепот пченка да јадам жива. Само лепчето да му го оставам на децата. И стрина ме ке ми речеше, касни лепче, касни. Не стрино, не сум гладна јас. А и стрина ми питаше, тя имаше 3 деца со неја. И дојдовме во Местра и од следување почнаа таму нешто да ни дават во Свети Николе. Стрина ми го глави син момок во една куќа. Тој јадењето што му го даваја за дента, ги го носеше нам. И тој не беше голем, 37 година роден беше. И брат ми мал, и вика на стрина ми, ти само син ти сакаш да јади, само син ти си го запусти, го пладе на работа. И јас сакам да одам момок. И го главивме за една капа и за едни опинци. Да паси волој. Арно, ама го клале да спие со некоја баба која од мене. Почнала да грчи ноќе. И тој се уплашил, вампир е, вампир. Избега тој ни дојде са бајлето. Такве работи. После од Мездра рекоа ке не креваат некаде. Па разбравме дека стриков ми, татко ми брат, тој што му искршија вилиците, е во Војводина, во Вулкес беше. И така со возот и деца други што имаше дојден од нашето село, сите крена и ги однесува во Војводина во
некој во Гаково, а ние бевме во, како се викаше селото, не ми текнува. Не можам да се сетам. Селото кај што бевте вие преместени? Да. Тие беа германски колонии. Тоа е 48 година, претпоставам. 48 беше, да. Германски терени. Не можам да се сетам. Несвестија во домови. Во домовите кога одевме, јазику не го знаевме српски. И ке ни рече, скини капут. И тие ќе земеа, ќе укинеа. Не е така, скини капут. Не да цепаш, скини. Значи не сте се разбирали ради јазичните разлики. Да, јазикот различен. Некоја друга анегдота? Друга уште една. Во тоа село кај што бевме сместени, ја не Гаково, ке ми текне може. Мајката имаше само една керка. Мажот ја беше во војната, загина. Братија загина. И детето, чупето го зеде, и тоа беше толку 17-18 години. И го зеде, префрли во Југославија и бевме тамо, во тоа селото. И таа ојде да ја скрие од војната. И ојде на нива негде тамо, столката е раја, не знам шо. Во трактор се возеше, во трактор опарна почина, млада, во Војводина. Така тогаш. После не собрае деца кои нема родители во Гаково. Од Гаково не зедува, не однесија во во Словенија прво, па во Хрватска. Од Хрватска не однесу, и тоа се наоѓа во Ровин, на еден остров, оток Света Катерина. Не однесу на островот, со бродчиња не носеа. Колку време бевте таму? Таму 5-6 месеци бевме. Таму бевме, а таму не селектираја. Некои деца беа волни. Јас, кој ќе дојдеа, избегавме ние од авионите. Потресна слика е таа. Денеска да се сетам, трпки ми врват по телото. Паѓа во несвес. Кога бегавме и ми тука, кој ќе дојде, паѓа во несвес од авионите. Ако не помрти. И како последица на преживеаниот стрес? Денеска ја има. Последица и денеска ја има. И сестра ми беше болна. Бронхит по планина која носе некои дечиња, овие возрастните што носеа сонени, изумреа по планината. И по Пелистер тамо кај што одеа. И со брат ми ние тамо бевме. И во Ровин селекција вршеа, сестра ми беше болна. И денес има хроничен бронхит. Ја зедоа во Ровин, на болница и неколку други деца. Јас плачи, отиви го зедоа чупето. И еден ни беше како воспитач, постар беше Вањгел Поповски, лекар после заврши во Битола. И тој вика, јас му велам, абе кај ќе ги носите децата? Вика, сапун ќе ги вариме. Јас се уште плачев, мислим вистина. И после тие дојдоа од болница и по селекција вршеа. Сестрите едната ја зедоа во Словенија и двете во Словенија. Поголемата во Сежана, во Љубљана, не знам таму, во Дутовле. Дутовле негде таму. А нас со брат ми не однесоја во Цриквеница.
во Црквеница не однесе. Во Црквеница беа тие домовите чешки колони. Многу убав крај. По Ровин. Таму животот ни беше убав, ама пак не учеа на грчки. Никако македонски. Се што одевме, песни да пееме на грчки, Захарјадис и на Архигос, Сто Протопоров, Комама Семброс. Захарјадис ни е шеф прв во државата. А Захарјадис беше ни писмен, ни во војска оден. Писмен може беше во Русија со писмен. Што беше. Меѓутоа ни пушка имаше фатено, ни војник беше. Ама грците само на грчки. И после ние едно време се освестихме. Македонците. Баравме учители македонски. И тогаш дојдоа од Битола, знам двојца, Ристо Поповски и Петар Марковски. Просто како родители ни беа. И како учители, и како родители. И почнавме со грците борба. Тие викаа Сталин, Сталин, им фон бирото ко почна. Ние Тито, Тито. И ке влезевме во морето, ке се капиме. Имаше една гркинка Султана. Влегов јас во морето и седе да ме турка, да ме дави во морето. Јас побрзо од неа лесна бев, попргава, се качив над неа и та викал да саме плигис, ке ме удавиш, ке те удавам, белам, сега ке те удавам. Па не видува воспитачите од плажата и не извадува надвор. И така правевме. Отидовме на ручек. На една страна седеа грците, на другата македонците. И почнавме борба меѓу нас. Едните со вилишките фрлај, со лајците фрлај. И од тогаш Сабајлето не разделија. Грците ги однесоа во Булкес, а нас македонците во Загреб. А тие во Булкес имаја држава како држава грците. После постепено ги префрлија ни во Чехословачка. Грците. А ние останавме тука во Југославија. Македонците се разбегуваат во Југославија, во СССР, Да. во Бугарија, дел во, нели, тогашна Вардарска Македонија, денешна Република Македонија. Тогаш не бевме толку скарани со бугарите. Тогаш и бугарите македонски учеа Пиринска Македонија. Од тука учители праќаја. Можеш ли да ми кажеш кој период точно беше кога за прв пат почувствувавте некаква слобода, како што велиш ти, почнавме да изучуваме македонски јазик, започнаа да доаѓаат професори, кога се случи тој? Тоа во Грција, тоа мислите во Југославија, во домовите кој бевме. Да. А професори почнеа. Која година беше тоа? Тоа беше 51-ва тука. Тука беше 51-ва. Оти дојдоа учителите македонци од Црквеница, после на распоредија поголемите што бевме во Банат, во Бела црква, а помалите ги остаја таму да учат додека завршат 4-то одделение. Почнавме македонски да учиме. Да, времето на Југославија, иако не сум директен сведок, сметам дека делумно на делови или како да кажам, селективно се изучуваше историјата, а ја гледаме дека и поназад од тој период пак имало некое селективно учење или некоја индоктринација. Дали вие знаевте за Илинденскиот период, дали изучувавте за Илинденскиот период, бидејќи и Гоце Делчев е од Егејска Македонија? Учевме од Егејска Македонија. Пред да им избегаме,
Во Грција се отвори училиште македонски 30 години. за време на војната. А за време на војната. Во Герман имаше училиште и во Желево. И во училиштата беше дојден тој Лазо Ангеловски од Граждено, Преспата. Тука беше бегалец, избеган. Тој заврши училиште и беше учител во Брајчино. И после дојде во Грција, научивме, памтам, прва песна македонска што ја научив, Мајка Угра, дрвја цвета чумилисна гора, мајка Угра синот си го кори. Немој синко војска да одиш, црн ти е патот. И така натаму. А тој одговара, нејка мајко, бабу да ми викат и по мене с камења да фрлат. И така он замина партизан. Таа песна прва што ја учев на македонски и македонска крвава свадба. Тогаш беше дадена. На тоа се сеќавам убаво. Ако ги памтам тие работи. И затоа, а во домовите кога дојдовме, не можам да се поженам. Убаво не гледаја. Ама и тогаш Југославија беше ослободена и за нив немаше. Лепче ни даваја по толку лепче. Децата, овие машките, гладни ќе беа и дежурна, јас кој ќе бев, очо бев напатена, ќе ме видеа на џамо дека леп сечам, таму за ручек, оти не му стигаше по едно парченце и ќе ми велеа, ќе ми чукне на џамо и ќе рече со раката. Јас машината што го сече хлебо, наместо да го сечам на 10 парчиња, ја намалив, ја секов, ја направив да сечи 9. И на сите кои ќе дојде, му реков еден по еден, на сите лепче му давав. И сега да го најдите, кој ќе најдите да прашате за мене, ќе ви каже. Од Америка кој ќе дојдат, од Австралија, сите ме бараат по лепчето. И тогаш ја секов прсто, уште ми е сечен, шиен, го секов прсто кога ја намалив машината. Така беше. Ама немаше и тогаш Југославија немаше. Ама не гледаја. Додуше во Бела црква кога бевме, кога завршивме школу, отидовме на видување, организирано. И таму живеја околу 16 националности. Ние не се знаевме кои сме. Таму маđари, кој беше Маđарската револуција. Не се знаевме кои сме, како сме. Сите бевме како браќа и сестри. Сите и ден денес сестро се викаме сите. Не на име, туку сестро. Брат, јас брат кој ќе сретнам од Австралија, не можам да речам дека не ми е брат. Исто како браќа ми. Ете браќа ми кој завршија школу и помагав јас на брат ми. Колку ќе земе плата, нешто на брат ми, нешто на сестрите ќе му дам. И кога се омажив на мажот ми му реков, дури да завршат, јас морам да му давам по нешто. И така. Можеш ли да ми кажеш повеќе за твојата средба со твојот татко? О, таа средба. Многу ми е тешка. Бев во Бучин на работа, како тогаш прва година бев во Струмица како стажант. После немаше каде во Бучин. И во ноември месец ми доаѓа писмо едно од Велес. Дојде татко ти. И татко ми дојде. По Велес кај стрикол ми там, брат на татко. И татко ми во Полска беше. Која година се случи ова? 6-та година беше. 6-та. 6-та точно. Мажот и војска отиде, јас работев. 6-та.
Одма од школот и од дома избегов, а не можев да седам сама. Во колективи дека таму ваму и се омажив и така. И татко ми ко дојде, јас одма до душе ме ослободи тој референт во Кривогашчани беше еден Ристо. И одма рече 5 дена ми даде. Одам во Велес, седнувам на масата, гледам 20 мажи таму разговараат. И си седам. И стрико, мајка, татко ми си седи и тој. Татко ми беше тогаш млад, плав беше. Што знам, после косата испадната. И седам, чекам. Ни тој збора, нити јас. И дојде брачет ми однадвор. Абе, стрико му вика, кој дојде? Не знам, вика. Ами вика, Менка е ова. Почна да плачи татко. А со брат ми па, на станица се чекаја цел ден. Со брат ми. Во 9 татко дојде, дури во 4 се најдоја. Татко ми во мантил облечен така. Седи, чека воз, со другиот воз да дојде. Брат ми го чекаше другиот воз. И вика, га има студенти, гледа таму, разговарат. Абе, деца Герман Пајковски, да не го видовте. Да не дојден. Абе, јас сум Герман, го види така се најдој. Што си кажавте кога се видовте? Ништо плачев. Ништо не си кажав. Само плачев. И сега ми се плаче. Така. Тешки времени, затоа велам војната да не се врати. Многу тешкоти видовме. Беганието, кој ќе видам луѓе бегат, се потресувам. Се потресувам, тешка работа. А некој ќе ги ограбува. Само нашето бегание беше друго. Од мака? Да. И завршивме, се запосливме. Кога доаѓате во Битола? Во Битола дојдов 55-та година. Во учителска школа се запишавме. Не кажав за Вера. Не кажав. Ајде за Вера. За Вера. Партизанка беше. Врвеше по домовите. И кога се губеа животи на војното поле, во Воден, во Лерин, во Кавала, во Драма, секаде таму, таа одеше по домовите да ги посети децата. Ги земаше по старите деца, по напредните, не по стари, по напред. Од домот нас зеде околу 10. И сите ги донесе на Маркоанога, на сите пушки му даде и да вежбат ги прати во Желео. А мајките тука чекаат писма од децата. И ке прашаја, абе Вера, пративме писма, во нема од децата. Абе далеку е, вика, преку реки, планини, да поминат, а децата загинати во фронту. Тие слики од Вера Фотева. Од Вера Фотева. Какво беше разбирањето помеѓу грчките комунисти и вас? Тогаш разбирањето меѓу грчките комунисти и нас, прво, грците итри, тие Захаријадис, Вандас, тие беа во источните земји. Тие да почни борбата, ги убедува, мора да се почне да се живее равноправни, да бидат македонците со грците. И мора да го организираме. Да некои понапредни македонци да можат да влијаат на тие позаостанатите. И така истото го правеа. Захаријадис организираше курсеви тамо, не знам шо. И ке дојдеше во селото, ке ги собереше овие
младинците му кажуваше дека ќе бидеме еднакви, едно. Арно, ама сето тоа било важно. Партизаните копаа ровови во планината, жените сите со деца мали ќе ги оставеа дома, ровови копаја, носеа нараму трупци. Ранетите ќе ги вратеа тие што можеа да одат слободно, со штека, не слободно, со штека, колку да држат стража. Пак да ги вратат во војска, така беше. Не беа односите после добри. Прво беа, но после се расипаа односите. Грците си гледаја да потпишат, да сторат, а македонците на фронтовите ќе кладеа некој понапреден човек, ќе го пофалеа, ќе го стореа, за да може да ги организира другите. Така беше. Значи, на некој начин, македонците во граѓанската војна може да се сметаат дека се изманипулирани. И тоа како изманипулирани? Затоа граѓанската војна, Перо Наков ја напиша книгата Големата измама. Ја читав јас неја. Измамени. И после сите тие отидоа во, кога бегаја во Албанија, кога се затвори границата 48, кога пропадна војната, на превал горе, имаше осудени македонци на смрт. А зошто беа осудени? Јас имав војна една. Таа беше одговорна на Афеже. Во центарот на селото беше. И дојдоа кај неа, таа Вера Петров, Фотева. Таја со 2-3 партизанки наводно ранети, со врзани раце и запреврзвани. И ова чорапи плетеше, праеше, носеше, војна ми се за партизаните. А синија беше, мажот ја беше префрлен во Југославија од порано, а синија беше во затворите, во затвор беше на островите, на пустите острови во Грција. И му вели на тие девојчињата, млади, абе Чупина вика толку млади, ми е жал што ве гледам, што не фатите границата да сјоите. Ами, на овие пушките што да му правиме? Фрлете ги ете тамо во долиштето. И теја ги подкажа на штабот, кај Захаријадис, кај тие, сите големците. И сега кога бегаја, живи бе останати. Таа влезе во Албанија, не само таа, повеќе жени, што беа така осудени на смрт, на воен суд партизански. И сите ги стрелаја, ги пуштија во територијата грчка и таму ги стрелаја. А Фаши во книга таму пише од незнаени причини. Кои се најстрашните слиги кога ќе се спомне граѓанската војна 45-49 што ти излагаат вака предвид? Најстрашните авионите. Авионите кои ќе дојдеа одма, кој се погледниш, имаше зајавување да се криеме во скривници. Ама дури да се јавиме, тие над нас беа. Бомбите ги пуштеа на ниско. Јас сестра имав, таа најмалата, беше во комшите на едно гумно, на едно веленце легнато чупето. Мајка ми не знам дома беше, не беше, не се сеќавам. И отидов, кога почна пушката за да се криеме, да го земам чупето. Баш на веленцето кога кренав, бомбата падна на гумното. А чупето го носе в раце, над мене джамоите се искрши. И кога ќе дојдев, тогаш фатив јас, нервно оволев.
ќе видев авиони паѓа. И затоа мајка ми ме префрли ваму со стрина. Тие не слики никогаш нема да ги заборавам. Неколку души тогаш отепаја. А на другиот ден повторно авионите. И кога бегавме од авионите, сте гледавме, ноќе бегавме во снегот, да не фатат, мислам, денје да не начекат. Така беше тие тешки денови. Да не се врати Зоранче тоа време. Никогаш да не се врати. Помалу нека јадиме, помалку нека биде се. Само да биде мир. Војната е нешто страшно. Децата да не си ги знаат патковците. Што би им порачале на младите денес? Како совет? Денес да им порачаме да се сакаат, да уживаат во денешниот живот. Борба да нема, странки многу да нема, да се обединат, сите да бидат заедно, да ја градиме оваа земја, едно парче што остана наша. И тоа парче, ете, пак сакаат лево десно да го разрушат, ама не го даваме. Тоа уште тоа ни остана. Егејска Македонија, каков имот имавме, каква земја имавме, селото Ное, 3 реки, од двете страни реки покрај ојте и од средина река. Шо не раѓаше плодно? Шо не? Сето да изградиме, да направиме една убава држава и да ја имаме за секогаш. Тоа им пожелувам на младите, а не да се развидуваат, да се прават предавници. Нема предавници никој. И едните и другите ја сакат Македонија. Јас така мислам, така сум живеана во таков дух сум воспитана. Сите луѓе да ја сакам, да ги ценам, за доброто да му мислам на народот. Не да се одвојувам, па овој таков беше, онај таков беше. Има, некој има уште такви луѓе. Има. Ама треба да се свестат сите. Било мислам, од тој комунизам, нема комунисти сега, комунистите се гинаја. Сега се нова генерација. И едните, и линденци, и другите, сели се нова генерација. Ама треба да си ја сакаме земјата. Освен тоа ни остана. Народски кажано, апсолутно се согласувам, меѓутоа политички сме многу во една неизвестна ситуација, каде на некој начин тој дискурс ствара поделби кај народот. Како да го преминеме тој момент? Како да се обединиме, да речеме, со луѓето кои имаат различна визија за Македонија? И вие сте пример дека во Грција македонците имале, да речеме, можеби не целосно, меѓутоа имало дел со различна визија за Македонија. Треба убедување повеќе. Убедување, еве сега пак во Грција забраниле македонски да се пее во лижи. Ето и сега. Јас не знам. А тоа со грците, јас не ми се правеше кефу шо се. Имотот, цел имот остана таму. Цел. Ама... Значи, всушност, ви ги одзедоа имотите и ви забранија доживотен влез во Грција. Да, да. Ете тоа не чине. Тоа беше голема грешка на Зоран Заев. Јас не сакав, многу ми беше тешко, кога ги менува врските. Зашо? Да му дајме имотот, што се печелел од дедо предедо. И да дојме во земја, кај што никој не ни е познат.
Ама фала му и на таа земја што не прифати. Таа една е Македонија. Не се 3-4 Македонија. Една е. Ама и грците, јас одам во Грција. Кој пат имам оден. Јас разговарам со нив многу пати. И земјотреско беше еднаш во Солун. Јас останав на плажа цел ден. Ив јас имав. И реков, не идам за ручек, се сонча. И еден грк застана и ми вика, шо барате, вика, вие тука, имате море. Јас му викам, од Солун тој беше дојден. Јазикот го знам исто ко македонски. Само не го знам граматички. Јас му велам, ово море, Егејско море, реков. Бело море наше. Како, вика, наше? Па наше Егејско море, реков. Зошто се вика? Егеј. Ич немав страв. Ке ме затворат, ке ми рече, што збораш така. Нека ме затворат, реков. Не ми е страв. Јас многу со грците вака контактирам. Бев кај некој грк таму, бевме на таму за спиење. И тој гркот правиме муабети вака. Јас му велам, од Битохоро почна војната, реков, тука, под Олим. Од Битохоро. А јас се правам дека не знам. Не сум од нивната, од тие селата грчки, дека сум таму. Дека живеам, дека не идам од Југославија. Грчки зборам. Му велам, ама, вика, многу фанатици беа, вика, тие, овие шумкарите. Тој грко, од која партија сте вие, му велам? Чекај, вика, сега ќе ти кажам. И оди на чаша со кралот Павле. И носи чаша. На Павле партијата. Ама, вика, тие шумкарите беа многу фанатици. Ама и храбри, реков јас, биле тие многу, така кажуваат. И после, на крајот му кажав дека сум одни. Ама ништо. После им вика, и друг пат да дојдиш, пак ќе правиме муабет. Оти почнав да му кажувам, од Битохоро почна, кај ојдеш, ојде. Дали можеш да ми кажеш конкретно, имаше ли македонци кои беа на спротивната страна од вашата за време на граѓанската војна? Имаше. Имаше македонци. И тоа имаше многу. Поврзани со грците. И шпионираја. По куќите одеа. Социјалиците во кај Пондилата бараја. Имав една браче да јас, мажот ја беше свирач. Тој беше партизан. Ја бараја заради мажот ја. Кај бараја, таа под кравата со детето се скрива во Пондилата, па не ја виделе, не се расплакало детето. И така, стоја се викаше. Имаше многу. Во селото наше имаше 5-6 души, што шпионираја, и то роднини. Ете, Алексо Димовски беше прв. Рече за Германија, чувајте ја. Стрелајте ја на местото на таткој. А Вујкој беше. А имаше во првата Егејска бригада, имаше доста од селото наше, тука кога дојдова се борат. Жена му на тој стрико еден имав исто. Отиде да му носи храна в планин со сестра му. И ги стемна. Му беше страв да се вратат и се качија на едно дрво да преноќат. А тома ја бараја по племни, по куки, по се. Имаше. Овие му кажеа дека не се тука, дека се скриени. Така беше. Баба Менка, колку македонци имаше во граѓанската војна? Се знае ли некој официјален број?
Точно да ви кажам, не знам. Сите македонци беа. Сите во војната што се бореа македонци беа. Грци имаше сосем мало. Сите македонци доброволци. Без Гера неќе домалинките додат, ако тргне Гера во борбата ќе одиме и ние. А прајте клинци вие, не ни е гајле, ако тргне и та. И мораше да тргне. И ја прашва таму татко ми, Геро, не ти е страф од пушката? Ич колку не ми трепну. И замина доброволка. Сите беа. Од сите села, поготово од Костурско. Од Костурско. Од Возинско понемаш. Од Преспа скоро цела младина. Герман имаше. Сите младинци, не знам. Никој не остана дома. Само старците. Точен број не знам, ама многу беа. Сите 4 ноќе спија. Денје. Копаја ревови ваму таму. Не спија, туку во снега одмара. Шинелите ги вадеа да поминат камиончињата на грците со храна. Тие само храна носеа, вреки, друго ништо. И командуваа, ти таму ќе одиш, ти таму ќе одиш. Некој попрости наши ќе ги пофалеа и ќе станеа команданти. Е такви имаше. Прости, наши. И ќе ги забереа. Ќе му земеа се од дома. Дори во војте ќе му земеа. Костурско многу настрада. Па, Менка, ти благодарам многу за ова посебно интервју. Мислам дека ова е парче историја кое се надевам дека ќе допре до што повеќе луѓе и ќе го слушнат ова твое сведоштво кое треба да го засега секој македонец. Ти благодарам многу и би сакал да те поздравам и еднаш и да те прегрнам. Хвала Зоранче, мене ми е кеф што се запознавме и што дојдовме. Ева да те базна. Женето си или не си? Женет сум. Да си ја поздравиш невестата. Битолчанка. Добро е.